Да се студира на еден од најпрестижните универзитети во земјава е привилегија за секој млад човек. Затоа бројот на студенти на Универзитет Скопје расте од година во година. Причините за тоа се многубројни. Професионалниот академски кадар, меѓународно признаената диплома, дигитализацијата во студиите и студиските програми кои што се по светски стандарди. Сите овие придобивки им се достапни на младите студенти кои што се запишуваат на Универзитет Скопје. Во овој период, многу од младите матуранти се пред голема одлука каде ќе го продолжат високото образование. Во меѓувреме, тимот на Универзитет Скопје почна со студентскиот карван, ги посетува голем дел од средните училишта и им ги пренесува на младите сите оние информации кои што сакаат да ги знаат пред да го направат тој важен чекор, односно таа важна одлука. Токму на оваа тема ќе зборуваме со мојот денешен соговорник, магистар Љупчо Миленковски од Универзитет Скопје. Ви благодарам што сте дел од нашиот подкаст Универзум. Благодарам и на вас. Како што споменав во најавата, почнавте со студентскиот караван, посетувате голем дел од средните училишта, разговаравте со младите матуранти. Ајде да почнеме од таму. Каков е интересот? Кои информации им ги пренесувате и она што е повеќе важно, но што повеќе не интересира, што младите ги интересира, какви прашања вас ви поставуваат кога ќе дојдете? Значи, ние се базираме врз основа на една целина од сакаме да добиеме нешто што е реално. Значи, не браниме туги ставови, ниту фалиме своји ставови, ние сакаме да гледаме од реалната страна, каде што и тоа го презентираме на нашите презентации широм нашата држава, каде што објаснуваме на што треба да се фокусираат тие бруцоши или четврта година што се во средното образование. Така да, овдека би издвоил не само дипломата, нели, која што е престижната диплома кај нас, него и студирањето по светски стандарди, по европски и светски стандарди, каде што обширноста во целиот муавет и така и го презентирам јас во учениците, во училиштата, не е само секојаш дипломата во предност, туку и ако зборуваме за европско и светско студирање и самиот систем што го нудиме ние во нашиот универзитет, тој европски кредит трансфер систем, кога ќе видите во непознатите универзитети во Европа и во светот, дали се од тоа Оксфорд, Кембридж, не е важно, други високи универзитети, дали ќе најдете еден што има паднато. Дали е тоа семестар, дали е тоа година, затоа што сметајки, ако целта на сите универзитети е да запишат што поголем број на студенти, па сме слушали и сум слушал разноразни разговори дека тие запишале 2000 студенти, овие запишале 1500 студенти, некои други запишале 1000 студенти, и јас викам, ние запишавме 200. И што сакам да кажам? И тоа го презентирам на своите презентации. Викам, кога ќе почнете да гледате од обратната страна, затоа што секој од нас размислува каде има повеќе луѓе, таму ќе одам и јас. Ама не е секојаш така. Така. Од тие 2000, ајде да видиме колку ќе завршат во четврта година, во дадениот рок на студирање. Па во меѓувреме се случува да паднат, некој да ги омаловажи, и ете таа цела лоша енергија кај младиот студент се пренесува и се сведува на едно ниско ниво, каде што доаѓа до откажување на своите студирања и така натака. Значи, кај нас даваме тоа што треба да биде во 4 години. Кај нас. Затоа постои тој стандард на европски кредит трансфер систем, каде што не може самиот систем
да дозволи да ти паднеш година. Ако зборуваме сите, повторно ќе повторам, ако зборуваме сите дека работиме по европски или светски стандарди, а вие како универзитет, како институција дозволите да падне еден студент или да паднат повеќе студенти, значи ниту е европски, уште помалку е светски студирањето. Значи, квалитетот на наставата е многу важен за да еден студент го заврши факултетот во рок кој што треба да го заврши. Секако. Так. Тоа е и во самата презентација генерално на сите универзитети кажуваат, јас така и слободно ќе се изразам, од уста им тече мед и млеко. Так. Дека они се грижат за студентите, дека работат по некоја светска програма, меѓутоа реалноста не е баш така. Реалноста е колку ќе запишеме, толку треба да завршат. Значи мојот татко така ме учеше, слабата оцена на еден студент е огледало на професорот. Значи, јас не сум способен професор ако ти имаш слаба оцена по мојот предмет. И генерално во овој систем што го разговараме на Европски кредит трансфер систем, конкретно во нашата методологија, не може да дозволиме да има слаб студент и како институција, и како поединци, и како универзитет Скопје. Во пресред на уписите за високо образование, Универзитет Скопје секоја година традиционално има отворени денови на кои што и потенцијалните студенти и нивните родители може да дојдат да се запознаат со академскиот кадар, да земат брошури, да се информираат за сите програми што ги нудите. Што најмногу се интересираат кога ќе дојдат, па еве и вие кога одите на терен, зашто најмногу прашуваат? Генерално немаат некои посебни прашања. Прашањето се одвива од одликата ваша, тоа што вие ќе презентирате, па ќе ги натерате да ве прашаат. Значи, сакам да кажам да ги поттикнете на некое прашање. Така, обично, моите презентации се содржат на нешто што не вообичаено, не секојдневно денеска, каде што во самиот завршеток на презентацијата јас ги прашувам и изнудувам да ме прашаат, за да добијам прашање, било какво. Меѓутоа, генерално, студентите немаат конкретни прашања, затоа што од разноразните презентации и од другите универзитети кога дошле да се презентираат, некоја збунетост гледаме кај студентите, каде што токму тоа јас го гледам низ нивните ликови, па некако изнудувам некое прашање, го поставувам на себе си, па го поставувам на нив, за да ме прашат, да ми постават прашање. Едноставно гледам и некаква несигурност, некаква страф во самите што завршуваат сега 4-та година, некако не добиваат некоја сигурност. Најверојатно тоа е целиот систем што се по моје уназадува или е некаде застанат во некои подалечни години. Така, образованието исто можам да го издвојам како крај на ова прашање ваше. Како мучеше татко ми, вика, за да видиш една држава, каков му е образовниот систем, и кога ќе поделиш образование на слогови што значи, така ќе видиш и државата. И јас, слушајќи го него, научив многу работи од него. Каде што вика образование, и тоа го кажувам јас и на презентации, многу ми користат работите од мојот татко во презентациите и во животот мој. Вика, образ ова ние. Тоа значи образование. Кога ќе видиме какво ни е образованието генерално во нашата држава,
на тоа да се базираме каква е државата. Па ние како Универзитет Скопје сакаме да го подобриме тоа, да биде баш образ ова ние на цела држава. Така, сега матурантите што ќе го гледаат овој подкаст, ајде да им кажеме каков избор на студиски програми има на Универзитет Скопје. Може би ќе поттикнеме некој, нели, во отворените денови да дојде па да се информира. Така, денеска разговарав на оваа тема на една презентација, каде што отворен ден и од колку саат до колку саат, тоа имаше малку смешно. Затоа што не можете да добиете ако поставите ултиматум на тоа, да ги затворите едноставно вратите и вие да поставите работно време за прашања, како што кажавте вие, да дојдат да се информираат. Не. Кај нас е цело време отворено. Значи нема од до. Тоа од 12 до 2 би било многу лошо. Скористам и свои примери, каде што, еве да земем и конкретен пример сега, од 12 до 2, ако е отворен ден за студентите, пример среда, а сака да се информираат 200 луѓе, како тие 200 луѓе вие ќе ги услужите во 2 сати? Так, практично невозможно. Така. Затоа и се насмеав, се подсмеав на тоа прашање, ми го поставија и други во едно училиште, кога можеме да дојдеме? Од колку до колку саат? Јас викам за информација за нашиот универзитет 24/7. А студиските програми кои што ги нуди нашиот универзитет, ги имаме туризам, економски, менеджмент на човечки ресурси, информатика и меѓународен маркетинг и менеджмент. Меѓутоа, така се и поставени факултетите по нашата презентација. Ако го ставив на последно место меѓународен маркетинг и менеджмент, меѓутоа би го издвоил на прво место, затоа што денеска сите знаеме дека маркетингот е многу кренат на високо ниво, на висока нога, сите гледаат маркетинг. Впрочем, све што гледаме денеска по социјалните мрежи, по медиумите, се е маркетинг. Так. Нашето обкружение тотално се е маркетинг. Препознаени сте по меѓународно признаената диплома, што е многу важно за еден млад човек. Важно од аспект образованието да му е признаено надвор од границите на државата. Што значи тоа меѓународно признаена диплома? Колку ова ве прави поразлични од другите универзитети? Да. Токму и стартот на една моја презентација е овдека се задржувам можеби повеќе од 20 минути, затоа што воведот е и крајот. Како ќе почнете, така треба и да завршите. Што е предноста на нашиот универзитет и што јас кажувам цело време, секој ден го повторувам, каде и да се запишат студентите, целта на универзитетот е иста, да им даде диплома на студентите. Меѓутоа, не е само секојаш дипломата во прв ред. Овдека ако кажуваме дека работиме по вистински европски или светски стандарди, или по тој фамозен европски кредит трансфер систем, самиот систем кажува дека по завршување на 4 годишните студии вие мора да изгледате диплома со додаток на диплома. Затоа се издвојува Универзитет Скопје, затоа што и самиот универзитет само тој издава ваков документ. Тоа можете да го проверите. Тоа може да го проверат и сите што размислуваат каде да се запишат. Тежината на нашата диплома е токму тоа. Додатокот на диплома, тоа ние не го измисливме, ниту го измисли некој професор, ниту директор, ниту ректор, никој. Тоа го измисли системот, каде што само ние го имплементиравме кај нас. И работиме по тие стандарди, како што кажува правилниот трг на Европски кредит трансфер систем.
Ниту ништо одземавме, ниту ништо додававме. Затоа се издвојува Универзитет Скопје, повторно ќе напоменам, само заради додатокот на диплома. Меѓународната диплома, професионалниот кадар кој што од многу алумни слушнавме дека во текот на целите студии им биле секогаш достапни, биле непосредни при комуникацијата, секогаш подготвени да го пренесат своето знаење и во ерата во која што живееме на младите многу им е важна дигитализацијата. Знаеме дека дигитализацијата сега буквално го движи светот. Вие имате целосно дигитализирани програми, па ајде малку и тоа да го опфатиме. Да. Ете, секој одговор почнува со да, од моја страна. Го потврдувам тоа. Многу брзо светот се разви во едно вакво дигитално време, каде што буквално се е на мобилен телефон. Се е на мобилен телефон, така и како универзитет правиме една алатка, каде што повторно ќе не издвои од другите универзитети. Алатката точно ќе биде апликација на смарт телефоните, која што ќе се вика Универзитет, која што ќе почне да функционира од следната учебна година, 25-26, каде што со еден клик ќе може да овозможи многу барање на студентите и да не се во моментот во нашата држава и да се надвор од границите, да може тоа лесно да се обработи. Затоа што ако повторно ќе се вратиме на првата точка, ако работиме по светски стандарди, тоа мора да го докажеме Так. во нашата држава и пред самите студенти. Значи, еве сега, ние збориме, презентираме, ајде сега да видиме што е резултатот од вашето зборење. Резултат мора да има позитивен, така универзитетот комплетно и внатрешноста негова издигитализирана, нема како порано што имаше табла со креда или со фломастер, не, денеска е тоа со електронска табла на допир, така да виртуелниот свет веќе го имплементираме во самиот универзитет, каде што таа алатка, како што реков, ќе биде достапна за многу краток период кај сите студенти. Нешто многу поважно е тоа што Универзитет Скопје има долгогодишна и добра соработка со бизнис секторот. Многу од вашите студенти одат на практична настава, ги учат вештините, како да се однесуваат на пазарот на трудот и кога ќе завршат на универзитетот, не само што добиваат меѓународна диплома, тие се и комплетен производ. Буквално многу од нив и продолжуваат да работат таму каде што оделена пракса. Тоа е многу важно за секој млад човек, да биде подготвен и да му биде олеснителна околност вработувањето, затоа што на крајот на денот факултетот го завршуваме за да се вработиме. Колку практичната настава е важна за студентите, а вие сте едни од ретките што ја нудите во тој обем практичната настава. Да, пак ќе почнам со да. Навистина, без пракса, значи, било која работа без пракса нема да биде комплетно како што треба да биде. За да извадите готов производ, мора пред тоа да бидете добро подготвени. Морате да доведете една состојба, една ситуација каде што ќе морате да ги натерате студентите да извршат таа пракса. Затоа што сега, пред да дојдам на овој подкаст, слушнав нешто на една случајна средба, каде што многу ме заинтересира и кога ќе се го вратам наназад времето, така е. Што значело сајам за туризам? Колку од тоа, и јас кога бев студент, колку од тоа ние ќе научиме? Затоа што на сајамот за туризам ќе сретнете различна фела на луѓе, каде што си ја представуваат својата земја, па ќе запознаете таму други луѓе, ќе имате размена на контакти, каде што не знаете среќата каде ќе однесе понатаму. Так. И самата култура, кога ќе ја видите на
ете тој саем, веднаш други перцепции ќе ви се отворат во вашите глави. Вклучувајќи ја и праксата тука, каде што универзитетот нуди летна пракса во Грција и во Турција, во хотели со 5 звезди, каде што преку тоа студентите се едуцираат. И јас им презентирам, кога одиме на, повторно ќе спомнам за презентациите, викам, тоа ви е како кафето 3 во 1. Имате работа, имате пракса и цитирате одмор. Мора да имате пракса, без пракса мислам дека не би било тоа како што треба да биде. Вие сте и дел од семејството на што стои позади целата приказна на Универзитет Скопје и чувствувам со колку љубов зборувате за универзитетот. Како вие како млад човек, каде се гледате во иднина вашиот професионален развој и каде го гледате професионалниот развој на универзитетот? Едно тешко прашање, меѓутоа многу лесно ќе го одговорам. Искрено, немав, како помлад, амбиција да бидам, како ми викаше татко ми, мора да научиш да бидеш учител. Кога ќе ги имаш тие способности да научиш некого, онда си ја достигнал целта во твојот живот. Да, дел од семејството, патот низ кој што мојот родител ме насочи, значи тука ќе ставам и мојата мајка и мојот татко. Немаше друг пат, освен тој што сакаше тој да ми го покаже, тој пат ми го покажа, каде што за мене беше некоја, порано кога бев помлад, беше некоја невозможна мисија, не можев тоа да го замислам во мојата глава, каде што од денешен аспект гледам ствари колку бил во право. Затоа што со неговите зборови, следејќи го неговиот пат, низ моите случувања во животот, дојдов до едно комплетирање на моето размислување, каде што секако и второ нема и трето не постои. Тој е патот, кој што е и неговиот пат. Го одам до крај. Нормално, по пат имате препреки, меѓутоа јас нема да дозволам тие препреки да ми го попречат патот. Стигам до крај. А што ме прашавте каде се гледам себе си универзитетот, универзитетот го гледам, да речеме, во некоја скора иднина, во многу поголема, во поголем размер, во поголема точка на светски рамки, затоа што и воедно сме членка на Светската туристичка организација, UNVTO, со седиште во Шпанија, во Мадрид, каде што таа членка оформува 500 најдобри универзитети во светот. Таму сме членка ние, Универзитетот Скопје. Па со многу работа, со многу труд и како што кажавте, со многу љубов, само ќе го доведеме универзитетот да остане на тоа место таму, каде што му е местото и денеска. И тешко е да дојдете до пидесталот, каде што имате предизвици, имате конкуренција. Тешко е да дојдете до ставот, но уште потешко е да го задржите нивото на пидесталот, да бидете на прво место. Така да, многу труд, многу работа и многу љубов во работата носи до вакви убави моменти. Еве овој разговор ќе го завршам, ќе го заокружам со едно, можеби ќе звучи како субјективно прашање, ама очекувам објективен одговор. Зошто да се одбере Универзитет Скопје? 1000 зашто, 1000 затоа. Али ќе издвоиме едно нешто. Претходната ваша реченица како беше,
љубов. Ако сакате да студирате по европски или светски стандарди и да завршите во дадените 4-годишни студии и да учите од врвни професори и да учите од врвна технологија, од методологија, извинете, и од врвна технологија, мислам дека изборот е тој, Универзитет Скопје, за кој што не само тие модерни студирања ќе ги овозможи и ги овозможува, него и самиот универзитет доведува до социализација на еден студент. Така и јас се најдов во таа социализација кога почнав да студирам. Мене различно ми се отвори перцепцијата према светот, према животот, различно гледам денеска. Затоа треба да го одберат Универзитет Скопје за подобро утре. Така ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Посакувам успешно да го завршите студентскиот караван. Посакувам уште многу успешни студентски приказни, многу задоволни студенти да излезат од Универзитет Скопје. Ви благодарам многу. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам уште еднаш што бевте со нашиот подкаст. Верувам дека многумина од вас испровоциравме во овој период пред уписите да го искористите и да заминете на Универзитет Скопје, како што спомена мојот соговорник. Вратите таму се отворени 24/7 и може да ви одговорат на сите прашања и да ги вашите сомнежи да ги надминете и да одлучите каде ќе го продолжите вашето следно образование. Благодарам уште еднаш.